да се регистрираш, докато вече има регистративна прескачка ќе имате, а може директно да одите на Upload, пак и онака ќе не праша да се регистрира на нашата политическа език. Значи, кликам на Upload, сега навршил тя со која сметка да се регистрирам, ќе изберам евето Digital School ВК. Нормално да спишите пасвордот. Овој прозор што сега се јавува, ќе се јави само на почеток, кога, ако до сега немате прикачено никогаш видео на YouTube. Ќе праша со какво име да биде каналот кој ќе го креира. Добре, што е тоа канал. Значи, на вашата туристичка сметка, да имате на Gmail, може да креирате повеќе канали. Канали не може да изгледат исто како посебни фолдери или директориуми, кај ќе ги чувате вашите видеа, категоризирани по некаква сличност. Например, може да го гледаат сите. Јас сега ќе го направам да биде правилно. И треба да избегнеме датотека некоја. Еве овде имам јас едно подготвено, MP4, тоа е ова најмало од сите, да не ни разјава многу време. Значи, ја селектирам датотеката. Само да кажам нешто кратко врска со ова, например, овако апаратот снима во AVI формат. Видеата по дефолт апаратот ги снима во тој формат, а AVI форматот е малку погломазен и видеата зафаќаат поголем простор. Доколку имате такви проблеми, значи имате бесплатни програмчиња, едно такво ја ви препорачам, тоа е ова. Вика Free Audio MP4 конвертери, за обично за една третина ќе зафаќа просторот. MP4 го споредно со AVI форматот, квалитетот е незначителен. Јас не можам да забележам дека се губи некој. Значи, ова е бесплатно програмче кое што е достапно. И јас еве ќе напишам вака. Значи, тренинг ЕТФ ден 1. Тоа беше кратко видео првиот ден на урокот. Во делот description, опис, и во делот тагови, ова се многу важни делови од поставувањето на вашето видео, заради тоа што од тоа што ќе ви напишете тука ќе зависи колку вашето видео ќе биде лесно да се пронајде кога некој бара нешто такво напише. Значи во description немојте да штедите тој во графикот да напишам и да се брзате тука. Тука треба да напишете колку што можете поопширен опис на она што ќе има во видеото. Тоа што се јавува во description и потоа сите што гледаат видеото кога ќе најдат, веднаш под видеото го читаат како дополнително објаснување. Тука може да стават и некакви дополнителни линкови на некои други ваши видеа. Нема никакви ограничувања ни на големината на вашето видео. Значи јас овде ќе напишам и на македонски. Не бързи да само... Прв ден, да, за далеко, че